Ако сакате вашата градина да добие еден раскошен, елегантен стил, вистински избор се декоративните грмушки. Практични се, лесни за одржување и не бараат некоја посебна нега. Но тоа не значи дека откако ќе ги засадите, треба да ги оставите препуштени сами на себе. Напротив. Од останатиот вегетацијски свет, грмушките се разликуваат по посебните префинети форми на листовите, стеблото и кај некој плодот. При засадувањето на декоративните грмушки не е потребно некоја посебна подготовка на земјиштето на почвата каде што планирате да бидат засадени. Доволно е само едно обично прекопување во длабочина на ашов, а кај оние бавно растечки видови, доволно е само земјиштето на кое што ќе бидат засадени да биде добро наѓубрено. Ова практично би значило дека во тој поглед декоративните грмушки се можне скромни. Декоративните грмушки, кои може да се употребат за природна зелена покривка врз земјата во градината, вршат повеќекратна функција. Декоративна со своите различни лисни форми и бои преку целата вегетацијска сезона, подобрување на водно-воздушниот режим, збогатување со органски материи и механичко филтрирање на частичките од прашина. Со соодветен избор на декоративни грмушки според нивните морфолошки и еколошки карактеристики, декоративни по форма на надворешниот изглед и надземните органи, отпорност на надворешни влијанија, развивање на плиток, но разгранет коренов систем, како и особености кои укажуваат на нивната скромност во негата и одржувањето, поретко закројување, постапно, но релативно брзо надополнување на лисната маса, продолжено цветање со лесно отстранување на прецветаните органи и можност за едноставно генеративно или вегетативно размножување, ги искачува овие дрвенести видови на првото место по декоративната и еколошката хортикултурна вредност. Тоа доаѓа до израз особено на места каде што не е од голема полза за садување на дрвја, каде што почвениот профил не е доволно длабок, како и на падини или до рабовите на градината. Сите видови декоративни грмушки се отпорни на аерозагадувањето. Економични се за одржување, па поради тоа многу често се користат како едно вистинско декорацијско освежување во булеварското и блоковско уредување на зеленилото во урбаните градски средини. Некои видови декоративни грмушки веќе одамна се одомаќиниле во македонските дворови како посебни традиционални вегетацијски дворни украси. Користењето на декоративни грмушки за покривање на површини под земја не е непозната активност во озеленувањето кај нас, но во последните години добива се поголема употребна вредност. Некои видови декоративни грмушки можат да загубат од својата декоративност доколку навреме не им посветите доволно внимание. Поради тоа потребно е навреме да спроведете една радикална резидба за да ги разубавите и подмладите. При подкаструвањето на младите гранчиња треба да внимавате тие да бидат со различна височина, односно, оние подолгите треба да ги оставите во средината на грмушката, а покусите да останат одстрана. Радикалната резидба добро е да се примени кај декоративните грмушки и дрвца кои цветаат во пролет, како што се форзициите, спиреите, сите видови хортензии, како и кај тисата. Внимавајте на основите на радикалната резидба кај декоративните грмушки и дрвцата. Првата година отстранете ги сите гранки. Во втората година проредете ги новите гранчиња и тоа на различна височина, почнувајќи од центарот каде ќе ги оставите највисоките гранки. Во рана пролет скратете ги сите основни гранки на должина од 30 до 50 сантиметри. Од така наречените заспани пупки, кои ги има на старите гранки, ќе се појават нови гранчиња. Само до есента ќе се обнови декоративната грмушка на која сте ја примениле оваа радикална мерка. По зимата, во рана пролет, повторно можете да ја проредчите, така што на секоја гранка ќе оставите по 2 до 3 силни гранчиња. За да се разгранат правилно над папката, скратете ги на половина од нивната должина, без оглед дали станува збор за внатрешна или за надворешна пупка. На ваков начин грмушката правилно ќе нарасне и следната сезона ќе биде уште поубава. Декоративните грмушки се најголемиот непријател на плевелот. Зошто?
Токму затоа што веднаш по нивното засадување тие го окупираат, го узурпираат просторот околу нивниот собствен корен, па со тоа не му дозволуваат на конкурентскиот плевел да расте и да се размножува. Со други зборови, му ги оневозможуваат сите услови за размножување и растење на плевелот. По процена на стручно лице, особено ако станува збор за видови со бавен раст, почвата по засадувањето може да се наѓубри и покрие со најлонска прекривка или со стерилизиран мулч. Користењето на декоративни грмушки за покривање на површината под земја не е непозната активност во озеленувањето кај нас, но во последниве години добива се поголема употребна вредност. Дури и во внатрешноста на мала градина, условите за одгледување драстично се разликуваат. Со оглед на тоа што понудата на грмушки е многу голема, нема причина за одгледување растенија што не одговараат на одбраното место со соодветен избор на декоративни грмушки според нивните морфолошки и еколошки карактеристики. Првиот фактор за одгледување, за кој треба да се води сметка, се однесува на видот на почвата. Во многу случаи почвата може да се подобри и да се приспособи за успешно одгледување на голем избор на растителни видови. Особено е важно тешките почви да се направат продзирни и исцедени, а на лесните да им се зголеми капацитетот за вода. Потоа е важно да се неутрализираат до одредена граница киселите или алкалните почви. За успешно одгледување важен е квалитетот на долните слоеви. За да бидете сигурни дека грмушките кои што сте ги посадиле во вашата градина уште долго време ќе останат бујни и уште долго време ќе ви причинуваат задоволство, треба секогаш да внимавате пред нивното засадување, да ги одбирате оние видови кои што можат максимално да се приспособат на условите за одржување и одгледување во вашата градина. Доколку не сте сигурни, при изборот консултирајте стручно лице кое што ќе направи увид и проценка на теренот на земјиштето каде што планирате да ги засадите декоративните грмушки. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.